Може? Благодарам. Почитуван колега, рековте дека со ребалансот на буџетот се врши реалокација на средства од буџетот од една ставка во друга со цел враќање на средства, што повеќе средства кај граѓаните. Сега, ако средствата или буџетот на Република Македонија е на сите граѓани во Република Македонија, јас ќе ве прашам дали овие средства, колега, со ребалансот на буџетот подеднакво се распоредуваат или се враќаат кон сите граѓани во Република Македонија. Јас сметам дека не е така, дека со ребалансот на буџетот дел од средствата се враќаат кон одредена група на граѓани, меѓутоа кон друга група на граѓани страдаат заради тоа што дури и средства кои што биле предвидени и наменети за нив се кратат. И тоа ќе го кажам со пример. Вака, ако сметате дека пари се враќаат кон граѓаните со мерката ДДВ, на самиот старт ќе кажам дека овој проект е неуспешен затоа што го користат многу мал број на граѓани, околу 150.000, и дека предвидените средства од 50 милиони денари нема да бидат искористени, бидејќи досега, односно за 6 месеци се искористени само 5 милиони денари или до крајот на годината околу 10. Значи, оваа мерка како мерка нема да доведе до враќање на парите кон граѓаните онака како што предвидува премиерот. Дали, ќе ве прашам, колега, дали со овој ребаланс на буџетот добиваат нешто учениците, средношколците, студентите, пензионерите? Значи, ако е буџетот на сите нас, дали учениците, средношколците, студентите, пензионерите и други вработени добиваат нешто од буџетот? Не, бидејќи токму во Министерството за образование со овој ребаланс на буџетот се врши кратење на најмногу средства. И тоа во бројки ќе кажам дека, значи, во високото образование има кратење на 329 милиони денари. Во основното образование има кратење од 147 милиони денари. Во средното образование има кратење од 67 милиони денари. Во буџетската ставка инвестиции во образованието најголемо кратење, колега, од дури 100 милиони денари има за изградба и реконструкција на студентските домови. И така натаму во стои во буџетот каде се оваа влада, од каде крати, а каде дава средства. Значи, Благодарам. Македонија не е равномерно распореден и корист немаат подеднак